Точно е 18 часот, почитувани и 47 минути. Вие ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони, Бети, Треноски. Како што најавивме, денес наш и ваш гостин е господинот Драган Ковачки, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН и член на извршниот комитет на партијата, поранешен припадник на АРМ, со чин полковник, кого го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се гледаме, верувам и не слушате, господине Ковачки. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Добро утро и од Македонија, добро утро од мене. Поздрав до вас, до вашите гледачи, до вашите слушатели. И ви благодарам за поканата. Добро ви утро и од мене, господине Ковачки. Малку не исплашивте на почетокот, меѓутоа што е Господ не е, никој сега се е во ред. Не пишува голема чест и задоволство повторно што сте заедно со нас и со сите наши слушатели и гледачи кои што ги имаме насекаде во светот. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите нив и дека после денешниот разговор одредени работи за кои ќе дискутираме ќе станат многу појасни. Па да се надеваме дека ќе биде така. Не се сумњаме во вашите квалитети. Во средата, Европската комисија го објави годишниот извештај за напредок на Македонија. Во него ми се чини како никогаш досега се користат реченици со тешки квалификации, односно формулации, особено кога станува збор за правосудството, криминалот, корупцијата, но и злоупотребата на европското знаменце. Како вие ќе го прокоментирате овој извештај? Какви сигнали не испрати Брисел и каде ги однесе овој извештај надежите на Македонија за да ги започне преговорите? Што имате да кажете и за сите оние кои доаѓаа во Македонија да не убедат, а пред се да ве убедат и вас, дека со измените на Уставот ќе сме ги почнеле преговорите, кое нешто е спротивно од она што се наведува во извештајот. И ако сакате неколку зборови за македонските новинари кои има акредитација и право да постават прашања во однос на Македонија за време на објавувањето, тие тоа не го направи, а поточно ја изиграа улогата на тютулетки. Ова е нова титула која господинот Сотир Костов на последното интервју овде на Македонски корени му ја додели на државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Повелете. Видете, тоа е, да, така е, објавија извештај, тоа е извештај кој што покажува за тоа, значи ја покажува перспективата, односно перцепцијата на Брисел, како гледа Брисел на нас, на Македонија, генерално воопшто, како држава, како општество. Станува збор за најлошиот извештај во историјата на Македонија, значи ние повторно имаме оценка под двојка, значи имаме чиста единица. Ќе ве потсетам дека и минатите години беа оценките 1,61, 1,52. Оваа година очекуваме дека таа ќе биде и помала, значи чиста единица, што е резултат на слабото владење, односно на криминалното владење на моменталната структура. Гледате дека имаме тешки квалификации во извештајот во делот на борбата со корупцијата, на владењето на правото. Имаме тешки квалификации во делот на правосудството, че нема никаков напредок. Тешки квалификации во злоупотребата на европското знаменце. И сега, иако во минатите години имавме слаби оценки, ова е за прв пат, внимавајте, во историјата истовремено да немаме никаков прогрес таму каде што треба, тоа е во делот на борбата со корупцијата и во делот на правосудството, значи никаков напредок немаме. Меѓутоа имаме прогрес таму каде што не треба, тоа е во злоупотребата на европското знаменце. Значи носењето на закони по скратена постапка со цел реализација на нивни лични интереси. И мислам дека ова е погубно за македонските аспирации за членството во Европската унија. Ова е вака без ракавици, отворено кажано и напишано низ една методологија која знаете дека не е едноставна, значи на стручен поглед, на експертски поглед на состојбите во Македонија, не станува збор за политички извештаи и затоа мислам дека ова е погубно за македонските аспирации за членството во Европската унија. Мислам дека Европскиот фронт на ДУИ и на СДС, кои што така го промовираат, нели, европски, проевропски фронт, така се нарекуваат, мислам дека нема ниту е од европско. Мислам дека не станува збор за никаков фронт, туку дека тоа е некој збир на некои крпеници од така разни лични, партиски, лукративни интереси.
И на таквите интереси мислам дека заложник е и Македонија и граѓаните, и тука мислам и на сите, и на македонци, и на албанци, и на турци, власи, роми, на сите граѓани кои што живеат во Македонија. Гледате дека во делот на корупцијата се споменува дека нема никаков напредок, односно, ќе цитирам, вика, имаме сериозна загриженост од последиците од измените на кривичниот законник. Значи, сериозна загриженост за нешто што го направија овие нерани мајковци кои што се на власт. Вие не може да очекувате дека во Европската Унија некој ќе сака да седи на маса со корумпирани политичари, имаете кои што сакаат да јадат и да пијат, а некој друг да ја плаќа сметката. Така во Европа и во цивилизираниот свет не оди. Значи, секој мора да си ја плати сметката за се што направи. Так. Не може сериозно да ни ја третираат државата во која што институциите се примаат, значи се примаат кадри без квалификации за позициите. И сега истите тие кадри кои што се примени без никакви квалификации, односно примени партиски или на друг начин, и сега истите тие да бидат реформатори. Тоа така не оди, мислам, во цивилизираниот свет. Само ќе ве потсетам на изборот на председателката на Судскиот совет, која под сомнителни квалификации, знаете дека стана председателка, таа беше предлог на председателот Стево Пендаровски, па владеачкото мнозинство ја изгласа. И веднаш после тоа беше поставена за председателка на Судски совет. После одреден период, таа на неделовнички начин, значи беше разрешена, односно беше смената, и тоа внимавајте од кого, повторно од кадар на Демократската унија за интеграција. Значи, имаме една целосна пенетрација на партиите внатре во Судскиот совет, и тоа е погубно за една држава која што сака да почне преговори, односно да стане членка на Европската унија. И со ова мислам дека паѓа во вода дека постоел некаков европски фронт, како што реков и предмалку. Тоа е еден обичен фронт за плячкање на државата и за заштита на криминалците од власта преку носење на измените во кривичниот законник. За напредок кон Европската унија мислам дека не се бугарите во устав проблемот. Проблем е тоа што сме држава на организираниот криминал и на корупцијата и на неодговорноста, значи на непонесување на одговорност, односно на држава на неказливост. Така во Европа не се оди. Го споменавте Љубомир Јовевски. Ме прашувате за Љубомир Јовевски. Па тој е, според мене, главниот заштитник на криминалот на власт. Главен заштитник на криминалот на власт. Погледнете ги случаевите, и сега нема да одам јас за случаи, да зборувам за случаи кои што ете и можеби се нормални за една држава и за едно општество, нормално криминал постои и тој треба да се решава. Меѓутоа ќе ги споменам случаевите каде што има смртни последици. Значи смртни последици. Подсетете се само на случајот со Дурмо, на несреќата со Песа Транс, на оној кобен автобус што 130 и неколку пати излегувал од граница без никакви документи. Излегувал затоа што некој му подпишувал дека е технички исправен од технички сервис кој што воопшто не требало да постои, односно требало да биде затворен, а некој тоа го возможил. Иако имало предлог од надлежните инспектори тој технички сервис да биде затворен, гледате дека тоа не е направено, и сега истиот тој Јовевски го штити министерот за внатрешни работи. Зошто? Затоа што веројатно и тој има некакви информации, некакви докази за тој Јовевски. Подсетете се на модуларната болница, на таа истрага, колку време таа истрага се влечеше, значи доаѓаа дури и странски експерти, германски експерти, па нивниот извештај се криеше, не се споменуваше, се развлече таа истрага, значи апсолутно дека тоа е под налог на државниот јавен обвинител. И најновиот случај, еве ќе ве потсетам со онкологија. Ние од 30 август ми се чини дека беше акцијата на јавното обвинителство внатре во онкологија. Еве денеска сме 70 дена. Односно, простете. 60 неколку дена, 2 месеци. Така, веќе скоро 2 месеци имаме каде што немаме покренато, односно јавното обвинителство нема покренато јавно обвинителен акт. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што овој Јовевски кој што е поставен
е поставен само за да го штити нивниот криминал, да ги чува, да не одговараат, а за возврат се пазари за да биде уставен судија. Мислам дека тоа е едно катастрофално поведение на власта и извештајот кој што го добивме од Европската Унија, токму тоа и го нотира, дека ние имаме, односно немаме никаков напредок во делот на правосудството и во делот на борбата со криминалот. И затоа едно Косово е подобро од нас. Не сакам ништо да му земам на Косово, ниту да звучам претенциозно кон Косово, меѓутоа Косово како најмлада држава би требало да биде на летвата, односно на листата би требало да биде под нас. Меѓутоа очигледно е дека Косово е пред нас и во делот на борбата со корупцијата, што мислам дека е трагично за една наша млада демократија, која што сите викаме, сме горди на тоа што Македонија сме успеала да стане самостојна држава, значи се развива, станала членка на НАТО, меѓутоа никако да мрдне на полето на евроинтеграциите. И мислам дека се додека се овие на власт, а тоа ќе биде уште многу кратко, дека Македонија нема да напредува, туку само ќе уназадува. Господине Ковачки, дали во овој извештај наидовте на некој сегмент од општеството каде што има нотирано некаков напредок? Па видете, има напредок, тоа го спомна и овој вице-премиерот за евроинтеграција во делот на статистиката, што мислам дека не е клучно подрачје за евроинтеграциите, и во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика, што е еден општ став, значи тоа е во делот на погледот на Македонија и македонското позиционирање во делот на од аспект на окупацијата, односно агресијата на Русија на соседната држава Украина, и мислам дека тоа е еден заеднички прифатлив став и тука не треба да се гордее со тоа министерот, затоа што тоа што треба да се занимава и тоа што треба тој да биде загрижен се да, така е, треба да се грижи за македонските интереси и треба да се грижи за тоа што е напишано, односно за загриженоста на Европската Унија во поглед на борбата со криминалот и корупцијата и на организираниот криминал. Затоа што ако вие немате борба со корупција и борба со организиран криминал, ако немате правосудство, односно владење на право, вие немате напредок на државата, тогаш попуста интеграцијата, дали сум јасен. Џабе ние ќе менуваме и знамиња, и имиња, и бугари ќе внесуваме во устав и така натаму, кога животот на граѓаните нема да се подобри. Целта на интеграцијата на Македонија во Европската Унија е токму просперитетот, значи развојот и напредокот на Македонија како цивилизирана држава и како цивилизирано општество, значи да станеме дел од таа западна цивилизација кон која што се стремиме. Од овој аспект гледано, значи од оваа точка на гледање, ние гледаме дека ние назадуваме. Тоа што тие го кажуваат дека 80% имале напредок, односно споменуваат некакви бројки на кои што ни самите не веруваат, мислам дека ќе треба не сакам да звучам грубо, меѓутоа очигледно е дека не ги читаме извештаите со исти очи. Така. Дали Европската Унија на некој начин допринесе за ваквиот извештај или ова е резултат само поради неспособноста и тврдоглавоста на владата? Неспособност, тврдоглавост, меѓутоа и алчност. Алчност за корумпираност, алчност за пари. Тие знаат дека уште неколку месеци им остана од мандатот. Димитар Ковачевски има уште месец-два, ако не се лажам, до распишувањето на редовните избори, пошто тој ќе мора да си поднесе оставка. Знаете дека се формира техничка влада и тој има уште неколку месеци од власт. Истото се случува и со ДУИ. И тие знаат дека заминуваат во опозиција и затоа сега се удрени на максимално крадење. Воопшто не се загрижени за извештаите кои што ни ги испраќаат од Европа. Воопшто немаат никаков интерес Македонија да оди на патот кон Европската Унија. Тие само мафтаат со европското знаменце како параван, затоа што тие се кријат позади европското знаменце за да можат да крадат. И тоа на сите им е јасно, мислам дека и на малите деца веќе им е јасно дека од тие луѓе
нема што Македонија да очекува. Не може со тие луѓе да имаме ние подобра иднина. Да, се согласувам тоа што го прашувате вие во вашето прашање, дека и Европската Унија на некој начин може би да носи одговорност за состојбите, затоа што подолг период ние сме оставени надвор од евроинтеграциите, значи сме на листата на чекање, многу ветувања до сега добивме, премногу ветувања дури би рекол, а за возврат значи останаа само тие ветувања. Факт е дека и Македонија не го прави своето, меѓутоа за почеток на преговорите, внимавајте, не зборувам за членство, Македонија ги имаше исполнето условието уште многу поодамно, уште пред оваа власт да биде власт. Меѓутоа гледате дека со доаѓањето на таа власт Македонија има назадување, односно стоиме во место на тој план и мислам дека излезот од оваа ситуација односно избори на кои што оваа власт ќе биде заменета, легитимно ќе биде заменета и ќе биде пратена во историска пензија. Како ќе ја прокоментирате изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, кој во средата веднаш по објавувањето на извештајот рече дека иронијата е да повикувате на борба против корупцијата, а да ги блокирате 23-тото и 24-тото поглавје, алудирајќи на вас, пратениците од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. За кои законски проекти зборува Османи дека сте ги блокирале, а кои значат реформи во правосудството или доближување до стандардите на Европската Унија? Дали Османи се обидува да ја префрали одговорноста кај опозицијата за состојбата во која тие ја доведува Македонија? Ова се изјавите на министерот Османи се изјави од очај. Значи, на јавна сцена се понижува и себе си и го губи оној мал кредибилитет кој што и така му е минорен. Значи, се понижува себе си со ваквите изјави. Не може опозицијата да е виновна затоа што блокира закони за Бехтеленка. Значи, тие се нотирани и во извештајот на Европската комисија. Нека си го погледне извештајот. Не може опозицијата да е виновна за измените во кривичниот законник во кој власта си го донесе за да си ги амнестира криминалците во сопствените редови. Па тие се 7 години на власт. Сите знаат дека извештајот се однесува на тие кои што ја водат државата. Тие се најодговорните. Па тие протестираат токму заради извештаите, ќе ве потсетам, на Европската комисија. Потсетете се шарената револуција, на што се повикуваше. Значи 7 години се овие на власт. ВМРО ли е виновно што стратегијата за борба со корупција е спроведена на 20% во 21 година? И само 10% во изминатата година. ВМРО ли е виновно што ги разгради институциите до степен на нефункционалност? Значи, тие работи не ги кажува ВМРО ДПМН. Тие работи ги кажува Европската комисија. Тие работи ги кажуваат експерти независни. Нека си ги погледнат медиумите. Нека си ги погледнат трибините и конференциите кои што ги прават независни институции, кои што немаат никаква допирна точка со ВМРО ДПМН. Нека си го слушнат евроамбасадорот што кажува. Нека си го прочитаат извештајот детално. Не може ние да бидеме виновни за нешто што тие го прават. Апсолутно, значи бламажа од страна на министерот за надворешни работи на јавна сцена. Значи, до толку да тоа такви изјави да давате, тоа покажува во каков очај сте. Тоа е според мене. Вице-премиерот Бојан Маричич, кој е задолжен за европски прашања и шефот на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија Дейвид Гир, со закаснување од еден ден, има заедничка пресконференција посветена на извештајот на Европската комисија за Македонија за 2023 година. Како ќе ги прокоментирате нивните изјави, особено изјавата на вице-премиерот Бојан Маричич како гласноговорник на владата дека 80% од извештајот е позитивен и дека никаде не пишувало назадување, но и за обвинувањето дека вие од ВМРО ДПМН го блокирате собранието. Пред да ни одговорите, предлагам да ја слушнеме изјавата на Маричич.
Би рекол дека ова е објективен извештај, објективен приказ на она што се случува во целата држава, не само во владата или не само во собранието, туку во целата држава. Имаме една општа оценка на добро ниво на подготвеност на државата за продолжување на преговорите. Имаме 80% од поглавијата каде што е утврден некаков напредок. Немаме ниту едно поглавје каде што се утврдува назадување, што во другите држави не е случај. И имаме околу 90% од поглавијата каде што се утврдува некакво ниво, позитивно ниво на подготвеност. Во овој извештај, како ретко до сега, со име и презиме е наведена ВМРО-ДПМН, опозицијската главна партија, како партија која што ја блокира работата на собранието. И тоа се доведува во врска со тоа дека заради таа блокада има недостаток на реформи во делот на донесување на законите на време и планирање на мерките на време. Би рекол дека ова е објективен извештај, објективен приказ на Еве го, уште еден вице-премиер, односно министер во владата на Ковачевски, кој што исто како Османи сака да се бламира на јавна сцена и да се понижува. Значи, многу е неодговорно да тврдите и да се однесувате како да проблемот не постои. Значи, ние имаме сериозен проблем. Ова не го кажуваме ние како ВМРО-ДПМН, повторно кажувам како примарни. Тоа го кажуваат независни експерти, тоа го кажува Европската комисија. Значи, имало напредок, да, ви кажав пред малку, во делот на статистиката. Меѓутоа, таа не е клучна област. Клучните области ги зборевме пред малку. Значи, тој што кажува дека нема никаде назадување, тој вице-премиер, кога кажува дека нема никакво назадување, треба да знае дека ова се само игра на зборови и ова е обид за замајување. Кога имате статус кво, односно немате уназадување според него, тоа де факто значи уназадување. Значи статус квото по дефиниција значи уназадување. Погледнете колку нули има во извештајот. 9, 10 нули има во извештајот. Не единици, не двојки, не тројки. Нули. Значи, оценка 0 ви даваат. 9 нули имаме, 10. Зашто зборува Маричич? Потрошија 25 милиарди евра во нивниот мандат. 25 милиарди евра. Па немаме ништо на виделина. Знаменцето го злоупотребуваат за се и се што за да ги минуваат бизнисите на Артан Груби и на Демократската унија за интеграција. Корупцијата ни цвета. Има забелешки за слобода на говорот. Зборува за собранието. Па нели му е срам тој да зборува за собранието? Тој, вице-премиер со вишок на тестостерон, да ми простите, кој не може да си ги контролира своите нагони, па дофрла тука на мои колешки. Па вие имате пресуда, еве од вчера имате, од текот на вчерашниот ден, имате пресуда за пратеник за клевета. Наш пратеник на ВМРО-ДПМН, ќе го споменам и со име и со презиме, Бране Петрушевски, за нешто што го кажа одговорница во собрание. И тој е осуден по тужба од истиот оној пратеник, внимавајте, кој што неуставно објави закон за двојазичност во службен вестник, значи без потпис на председател. И затоа што кажал дека истиот тој пратеник ќе одговарал. За какво собрание зборува Маричич? Каде е тука ВМРО-ДПМН одговорен? Значи, токму еве и на вашето прашање, се што е нормално во оваа држава е ненормално и обратно. Ненормалното е нормално и стана пракса некако како норма. Господине Ковачки, како гледате на понудениот пакет за проширување, во кој пакет беше преакцентирана финансиската подршка од 6 милиарди неповратни средства, именуван како план за развој на економијата за земјите од Западен Балкан, кои пари, барем од она што стои во извештајот, се условени со некакви обврски, односно реформи? Апсолутно дека секоја помош е добредојдена, меѓутоа ние како држава треба да се грижиме да ја развиваме нашата економија. Ние да произведуваме додадена вредност, а не да чекаме некој од надвор цело време да ни потфрла. Затоа што кога вие сте слаби економски и кога не сте во состојба да си ги подмирите основните обврски кон граѓаните, тогаш вие сте зависни. Ворете тоа, дека треба да имаме помош, меѓутоа таа помош исто така од друга страна треба да биде искористена од луѓе кои што знаат, умеат како тоа да го направат.
овие што сега ги имаме на власт немаат никаков ниту капацитет, ниту потенцијал и се високо криминализирани. И јас ви убедувам дека ова што тие остануваат уште некој месец на власт, тоа е само заради тоа, да се дочепаат на некој начин, простете на изразот, меѓутоа да се дофатат до тие финансии кои што некој од надворни ги нуди, затоа што тие не се способни да продуцираат додадена вредност и да ја развијат економијата. Тие чекаат од надвор донација, чекаат од надвор некој да ни фрли коска и тие да ја земат. Мислам дека Европската унија е свесна за тоа и токму затоа ни го даде таквиот извештај. Вие да добиете таков шамар во тој извештај, значи Македонија, реков, до сега нема добиено таков извештај, покажува дека со вас тие веќе не сакаат да општат. Тие се приморани сега во моментов да ги комуницираат, затоа што уште неколку месеци се на власт. Меѓутоа, јас ви убедувам дека многу брзо после промената на власта ќе се подобрат и односите со самата Европска унија и ќе се подобри искористеноста и на тие фондови, односно на таа помош која што ни ја даваат. Како гледате на она што ненародната влада на Македонија, после очигледно еден од најлошите извештаи за Македонија, започна да ја вергла тезата дека Советот на Европската унија го подготви писмото со кое ја поканува државата да ги потврди одредниците за владење на правото и правдата, јавната администрација, кој се составен дел при отварањето на првиот кластер. Дали ова не е нормалниот процес кој треба да не донесе до отварањето на втората меѓувладина конференција, за да го отпочнеме вистинскиот почеток на преговорите? Зошто владата сега сака да покаже триумфализам со нешто што е нормално? Видете, власта е изгубена во време и во простор. Ете, тоа можам да го кажам. Тие се свесни дека заминуваат и тоа заминуваат со голем пораз, катастрофален пораз. СДС се свесни дека ќе имаат под 30 пратеници. И ние ова го зборуваме месеци на нас. И од собрание сме го говореле, и на комисии сме го говореле. Под 30 пратеници ќе има Социјалдемократскиот сојуз. А ДОИ конечно ќе замине во опозиција. И после тоа ќе следи одговорност. Значи, тие се свесни за овие состојби. Не знам зошто го прават ова на крај на мандат, сакаат да покажат некаков триумфализам, дека некако работите мрднале од мртва точка, меѓутоа мислам дека доцнат. 7 години се на власт, 7 години ја уназадуваат Македонија и сега вие да се обидувате на некој начин да се промовирате дека повторно сте спасители на Македонија, а имаа можност, викам, во изминативе 7 години да покажат што знаат и колку можат и умеат, и видовме колку знаат и колку можат и умеат, мислам дека нема да им помине кај граѓаните, дека на народот веќе му е преку глава од овие нерани мајковци ги нареков и во првиот дел и сега пак ќе ги наречам, и народот бара промени. И тие промени ние ќе им ги овозможиме затоа што тоа е потребно на Македонија. Не смеат овие да останат на власт затоа што ќе продолжат да ја разградуваат Македонија и по национален план, меѓутоа и по економски план. И тоа е рецепт за неуспех на една држава. Така, однесувањето на советникот на премиерот Ковачевски Исмет Рамадани минатата недела во Самовистина на Канал 5 поради неговите обвинувања за наводна албанофобија и етничка дискриминација, но и сегрегација, предизвикал лавина на реакции во македонската јавност. Како вие ќе ги прокоментирате неговите напади, но ако може само накратко, бидејќи сакам повеќе да се задржите и да не кажете за неговата неодамнешна изјава во која тој рече дека тоа што фон дер Лајен не се сретнала со Мицковски при неодамнешната посета, испратила дипломатска порака дека тој и партијата може да се соочат со санкции, дури и ставање на црната листа, доколку не ги изгласате уставните измени, а со изговор дека ги попречувате евроатлантските интеграции, а и заканата на мирот. Ако навистина е така, дали ова не е уште еден вид на притисок и уцена за кој вие многу често од партијата говорите? Видете, советникот на премиерот е платен за такви работи да кажува во јавност и да ја плаши јавноста, да ја поларизира. Мислам дека тоа што кажува дека почитуваната фон дер Лајен не се сретнала со лидерот на опозицијата, нека си погледне малку со кого од опозицијските партии при незината посета на регионот се има сретнато. Па после тоа можеме да зборуваме. Логично е дека избраните лица
односно функционерите на Европската Унија, ќе се среќаваат со властите во една држава. И тоа е многу логично. Меѓутоа, факт е дека и во Европа се свесни дека ВМРО-ДПМН доаѓа на власт. И логично е кога одите во посета на некои држави да се среќавате, реков, со избраните, именуваните функционери од таа власт. И тоа брзо ќе се случи. Многу брзо ќе се случи. Тоа што советникот на премиерот е платен да не плаши нас тука со некакви црни листи, со, како рековте, со екскомуникација на партијата и на нашето раководство, мислам дека не држи, затоа што ние тоа го говоревме уште минатата година. Ние не се плашиме од односот кон нас. Нашиот примарен интерес е заштита на македонските национални интереси, на државните интереси. Ние сме кажале, нема да има промена на уставот под бугарски диктат. И тоа година, дена и повеќе го повторуваме на нас. Не знам што очекуваат овие од власта и зошто се толку нападни. Очигледно е дека како доаѓа времето и како се ближи крајот на нивното владење и на нивното девастирање на Македонија, разградување на Македонија по сите основи, очигледно е дека стравот расте и затоа сега се обидуваат да ги злоупотребат високите представници на Европската Унија и на некои држави кои што се членки на Европската Унија. Не треба да се кријат позади тие високи функционери, тие треба да се запрашаат, треба да се запрашаат зошто беше екскомуницирана опозицијата и не се дозволи кога се преговараше со Бугарија да бидеме дел од процесот. Затоа што верувајте дека ќе имавме во најмала рака 30 до 40% подобар договор. И македонските национални интереси ќе беа заштитени. Меѓутоа, повторувам, не е главното прашање тоа поврзано со уставот. Главното прашање е криминалот и корупцијата во која што се гушиме. Луѓето не си заминуваат затоа што не се внесени бугарите во уставот. Младите не бегаат во Европа и во Америка и во Австралија затоа што не се бугарите во уставот. Младите бегаат затоа што има неред во државата. Затоа што не постои правда во државата. Не се само парите проблем. Проблем е редот и поредокот во државата што не функционира, затоа што имаме нефункционални институции. Тоа е главниот проблем. Така да советникот на премиерот мислам дека со други очи гледа на работите, подруго изгледа кога се седи на таа столица и се земаат пари, огромни пари за ништо, практично само да се излегува по телевизија и да се заканува. Мислам дека тие закани не допираат до нас од него. Тој е ирелевантен за нас како партија. Нормално е дека со такви ставови ќе излегува, меѓутоа повторно викам, тие работи до нас не допираат. Пред неколку дена потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски даде изјава дека по никаква цена нема да коалицирате со ДУИ. Дали оваа изјава е како резултат на одлука на управните тела на партијата или негова лична изјава? Која е причината за една ваква смела изјава или одлука, ако е одлука? Дали една од причините е тоа што истиот ден трите партии од албанскиот политички опозиционен блок се обединија во обид да ја урнат ДУИ од власта, или сепак главната причина е поради аферите во изминативе 6-7 години? Видете, ДУИ се соочува со сериозни афери кои укажуваат на нивен сериозен криминал и тука мислам пред се на највисокото раководство на ДУИ и на нивниот председател. Гледате за какви афери изнесувавме ние во изминатиот период во јавноста. И ова за прв пат се случува да некој излезе со криминалните афери на врвот на ДУИ. Тие се 20 години на власт и според мене тие се канцерот на македонската демократија. И тоа го тврдам најодговорно. И токму заради нив Македонија не може да исчекори напред и постојано според мене е заглавена на дното на цивилизацијскиот развој. Значи цивилизацијски не можеме да напреднеме токму поради
поради ДУИ, учеството на ДУИ, односно разградувањето на Македонија. И тука пред се мислам и на злоупотребите во собранието, и во владата, и во институциите, и во судството, во правосудството, во обвинителството и така натаму. Погледнете во собранието каква злоупотреба имате вие на европската директива, односно на европското знаменце. Министрите кои се назначени од ДУИ се целосно неспособни, па книги нема за децата, ќе ве подсетам. 2 година поред. Тој министер од ДУИ. 2 години поред ние немаме книги. Не носи никој никаква одговорност за таа работа. Погледнете го министерот за надворешни работи. Тој се најде да решава прашање кое е исклучително значење за македонскиот народ. И тоа го решава на наша штета. Подпишува, не знам, некакви протоколи со Бугарија, испраќа изјави до Европската унија за македонскиот јазик, со кои ние како партија, како најголема партија и со најголемо гласачко тело воопшто не сме се согласили. Кој му го даде тоа право на Бујар Османи така да се однесува кон своите сограѓани македонци? Дали би му било мило кога ние тоа би го направиле? Кога би било, не дај Боже, обрат. Секако дека тоа нема да го направиме, затоа што ние сме европјани и ние сме цивилизирани. И затоа викам, за таа партија, Демократската унија за интеграција, и што ја спомна и нашиот подпредседател, здраво е и за демократијата, здраво е и за таа партија да отиде малку во опозиција, да се реформира и на нејзино чело да дојдат млади, прогресивни луѓе со подруги погледи на светот, а не да им биде криминалот и личното богатење приоритет. При тоа криејќи се позади една националистичка реторика, која што воопшто не и носи добро на Република Македонија и на незините граѓани. На сите зборувам, не само на македонците и на албанците и така, значи на сите. Дали не стравувате дека после ваквата одлука ги зголемивте мотивите на ова ненародна власт, особено коалиционите партнери од албанскиот блок во власта, да посегнат со недемократски методи да ги променат изборните резултати, а со тоа да ви ја намалат шансата за формирање на идната влада? Видете, факт е дека ќе се обидат со разноразни трикови, разноразни уцени, притисоци и така натаму да не ја дадат власта, и гледате дека еве тоа се случува во изминатиот период. Почнете од губењето на локалните избори, каде што народот јасно кажа дека е време да си заминат, па тие најдоа разноразни начини, акробации, политички акробации, математики правеа за да останат на власт, а сето тоа на штета на државата. Значи на државата, на сите граѓани, зборувам на Македонија, и ти тоа го направија. Истото се случува и сега. Гледате дека одбиваат да одиме заедно на избори, значи парламентарни и председателски избори. Тоа е повторно на штета на граѓаните. Зошто? За да останат месец до месец и пол повеќе на власт, затоа што толку може да биде разликата максимално од едните до другите избори. Сега, зошто тоа го прават? Зарем со еден месец ќе се збогатат повеќе од ова што сега го имаат украдено. Мислам дека тоа што и го прават на државата е крајно неодговорно, несериозно, недржавнички. И затоа народот мислам дека ќе ги казни. Народот знае дека тие го прават тоа свесно за да останат на власт, меѓутоа и народот е свесен дека тие заминуваат, и тие се свесни дека заминуваат од власт. Свесни се за анкетите, ги добиваат резултатите. Свесни се дека нема да имаат влада во иднина и свесни се дека ВМРО-ДПМН ќе ја предводи идната влада. И сите оние останати кои што ќе ни се придружат на нашата платформа за идната влада за препорот на Македонија. И тие што и да прават, знаеме дека во иднина сега еве го очекуваме, ќе ве потсетам на минатите избори како беше, се сеќавате со ваучери, не знам, зелени нафти, па купува со народни пари ги купува луѓето, се обидуваа да ги потценат за 800, за 1000, за 2000 денари, значи до тоа ниво се дојде. И верувам дека истото сега и повторно ќе се случува, значи дека ќе даваат ваучери, гледате цела држава е на нозе, сите, нема синдикат, нема гранка од општеството која што не е засегната и што не штрајкува, значи прават протести, сега ќе се обидат веројатно дополнително да ја задржи државата, по тоа што ние цениме дека околу половина милијарда евра дополнително ќе биде задолжена државата, некаде долгот ќе нарасне на 8,5 милијарди, нешто што е дуплирано од периодот на ВМРО-ДПМН, и на тој начин ќе се обидуваат да ги купуваат
гласачите, значи да ги подценуваат, внимавајте, со сопствени пари да ги купуваат, затоа што владата нема свои пари, тоа се пари од граѓаните, некој друг ќе треба тие пари да ги враќа, односно внуците, односно децата на тие што ќе се обидат да ги подкупуваат. Ќе се обидат тоа да го прават, меѓутоа јасни се анкетите, јасно е расположението кај граѓаните. Време за промени и ние тие промени планираме да ги донесеме. Како гледате на окрупнувањето на албанскиот опозицијски блок во формална опозицијска коалиција и какви се вашите очекувања од оваа коалиција, особено од економски, но и од политички аспект? Видете, јас им посакувам се најдобро на сите нови субјекти. Нормално Македонија треба да биде држава каде што секој ќе може да го искажува својот политички став, да го артикулира својот политички став. Им посакувам на сите нови субјекти да што побрзо се екипираат, излезат со што подобри програми за развој на државата, значи за прогрес на граѓаните. Очекувам дека сите политички субјекти на македонската политичка сцена треба да бидат, односно да размислуваат во таа насока, значи за развој, за прогрес на државата. И очекувам дека токму тие структури кои што сега се формираат, значи новата коалиција, се резултат на криминалното владење на Демократската унија за интеграција и на Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно е дека и од другата страна има луѓе кои што трезвено размислуваат и знаат дека ова криминално владење и ова плячкање на државата нема никаде да не доведе, туку ќе не доведе до целосно празна држава во која што ќе продолжи да владее мафијата, а сите знаеме дека, односно сите, барем најголемиот дел од граѓаните, посакуваме нашите деца да останат тука и тука да се развиваат, значи да бидеме просперитетна држава од која што ќе можеме утре понатаму да тоа што го кажуваат еви ови од власта да седиме на иста маса, да, меѓутоа да седиме на иста маса затоа што сме заслужиле, а не затоа што некој насила не повлекол или не втурнал поради некои други интереси. Да, сакаме да седиме на масата, меѓутоа сакаме да седиме на масата равноправни, затоа што тоа сме го заслужили. И тука очекувам поддршка, реков, од сите структури, односно политички субјекти на македонската сцена. Имајќи го во предвид фактот дека за време на изборите, пред се за време на изборната кампања, електоратот секој пат се занимава со оно што го презентираат политичките партии. Какви се вашите очекувања? Дали наративот во предизборната и изборната кампања ќе биде зачинет со националистички теми, пред се од страна на албанскиот политички блок, како тоа што се случи во селото Сопот Кумановско со отварањето на споменикот Музеј на Учака, каде што на мермер плоча беше исцртана картата на голема Албанија со делови од Македонија и Србија, која пак плоча по силните реакции на јавноста сега е одстранета, како и она што се случи на надпреварот Шкупи Вардар, каде што навивачите од Шкупи се појавија со бенер на кој пишуваше: "Имаме аманет, кој ќе го завршиме, срцето на Албанија да биде историскиот град Скопје." Зошто повторно посегнуваат по национализмот, наместо во прв план да бидат проблемите кои ги тангираат поточно да сегаат обичните граѓани без разлика на нивната етничка партиска припадност? Како гледате на чинот на отварањето на овој споменик? Со каква изборна програма ќе настапите вие од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, ако не е тајна или се уште програмата држите во тајност? Спомнав и пред малку, Македонија е мала држава и Македонија останува без народ. Значи се иселуваат сите без разлика на националност, кој каде припаѓа, дали е македонец, албанец, турчин, влав, ром и така натаму. Останува без народ затоа што нема ред и поредок, затоа што нема владење на право, не постојат здрави институции што се отпорни на политичките влијанија, меѓутоа и на криминалните влијанија. Виновни за распадот на институциите, ако сакате и на државниот апарат, се ДУИ и нивните измеќари од СДС. Тие немаат никакви проекти, зборувам за ДУИ, освен криминално. Раководството на ДУИ е до гуша во криминал. Подсетете се на скандалите со Соравија, каде што за 0 денари го купија најексклузивниот трговски центар во центарот на главниот град. Ќе ве подсетам на скандалите со Eurovia, значи фирма која што е донатор на Демократската унија за интеграција, добива милионски тендери од Министерството за надворешни работи.
Ќе ве подсетам дека сите овие криминални активности кои што ги прават, ги покриваат со некаков национализам, шовинизам, па и сепаратизам, ако сакате. Ова последново што се случи со откривањето на картата на голема Албанија со споменик и така натаму, со некој музеј за кој што нели кажува на државно земјиште бил, па на приватно и така натаму, мислам дека е класичен обид за дефокус од криминалот кој што го направил Бујар Османи, кога ги изнајмувал возилата за самитот на ОПСЕ. Затоа што ако вие имате возила, односно фирми кои што ќе ви ги дадат тие возила за 150-160.000 евра да бидат изнајмени, а вие тие ги платите 900.000 евра, неколкократно повеќе, факт е дека со тоа сте фатени во криминал. И сега, за да се покрие тој криминал, да се забошоти, излегува Али Ахмети, открива некаков споменик. И сега сите зборуваат за тој споменик, а никој не зборува за криминалот, за украдените пари. Народни пари, внимавајте. Пари од нас, од граѓаните. То се украдени пари. И тие пари ќе одат во партијата, тие пари ќе одат за избори, за подкуп и така натаму. За некои нивни лични хирови лечење. И многу е јасно зошто тоа во тој момент се направи. Во истиот момент кога ја обелоденивме аферата и кога медиумите ја пренесоа, веднаш Али Ахмети ја покри темата со криминалот. Колку повеќе објави имаме за криминал на ДУИ, толку повеќе имаме шовинизам и сепаратизам од раководството на ДУИ. Нема друго образложение. И мислам дека тоа е погубно за една држава, затоа што ако вие сакате да бидете членка на Европската унија, а веќе сте членка на НАТО, мислам дека таа реторика треба да биде тргната на страна. Реков, ние можеме да зборуваме за прогрес, за развој, за унапредување на граѓанските права. Меѓутоа, никако не смееме да зборуваме за сепаратизам и за шовинизам. Тоа е моето гледиште на работите. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, поврзана со изјавата на Али Ахмети за време на отварањето на тој музеј на УЧК во Сопот, каде што беше исцртана картата на голема Албанија? Пред да го слушнеме вашето мислење, предлагам да ја видиме и слушнеме неговата изјава. Мислам дека е голема разлика кога зборувате за иднината и кога зборувате за минатото. Ние за жал слушаме во Република Северна Македонија закани по однос на иднината на државата и меѓуетничките односи. Сите овие настани кои што вие ги спомнувате се во историски контекст, односно што било во минатото. Мислам дека главната изјава на Ахмети беше дека нема веќе простор за големи држави, единствена голема држава за сите нас, независно од која етничка припадност е тргање на границите, односно голема Европа. И тоа е многу важно да се направи дистинкција меѓу фокусот кон минатото и фокусот кон иднината. За ДУИ нема апсолутно дилема по однос на европската иднина на Република Северна Македонија, во кој што сите граѓани ќе живеат во мир и во благосостојба. Мислам дека е голема разлика кога зборува. Повелете, господине Ковачки, како ќе ја прокоментирате изјавата на Османи? Османи е класичен демагог. Тоа што го зборува нема рефлексија во реалност. Значи, зборува за историја, зборува за иднина. Па токму заради таа историја тие го бриша сонцето од Вергина, односно од Кутлеш, по шахтите, ако се сеќавате. Да. Го брусеа. За каква иднина зборува Бујар Османи? Ако е целта да паднат границите, зошто тогаш се објавува мапа со граници на голема држава? Тука морам да го додадам и премиерот, неговиот коментар, значи. Тој кажува дека секоја држава на Балканот си имала своја мапа со голема, значи мапа со граници, со големи држави. Можеби. Нема да навлегувам во историска дебата. Меѓутоа, на ниедна територија на тие држави нема такви мапи од соседни држави. Ако има некакви други сознанија, треба да излезе на јавноста да ја каже. Меѓутоа, тој треба да си го праша својот коалиционен партнер зошто во овој момент се вадат вакви
вакви реторики. Значи, зошто настапуваме, односно настапуваат во јавноста со поларизација? Тоа не се европски вредности. Вие не можете на една држава, повторувам, членка на НАТО, да и откривате споменици кои што патем речено се и најверојатно незаконски направени, да не ја почитувате процедурата и да настапувате со шовинистички ставови, односно сепаратистички ставови. И да го браните тоа, да го релативизирате. Таков премиер на држава, мислам дека не заслужува да биде премиер. И тој е свесен за тоа, меѓутоа мора да дава такви изјави, затоа што знае дека ако не даде таква изјава, дека ќе биде сменен. Да става личната амбиција и личната кариера пред националното. И мислам дека голема грешка е што тој човек стана премиер. Голема грешка е што и за Социјалдемократскиот сојуз, еве не сакам да навлегувам во нивните партиски работи, меѓутоа голема грешка е и за Социјалдемократскиот сојуз што има таков председател, затоа што им носи голема штета и реков ќе паднат под 30 пратеници на следните избори. Токму ради политиките кои што тој ги тера, овие полтонски политики и поданички политики. Како ќе ги прокоментирате изјавите кои доаѓаат од ДУИ дека се оградуваат од секаква вмешаност со музеот на УЧК? Па како да ги прокоментираме сега? Тие на тој собир тамо кога го отвараа музеот, се виде дека беа цело раководство на ДУИ. Комплетното раководство беше од председател, подпредседател и така натаму. Имаше знамење на УЧК, имаше видеа со нивниот лидер на партијата, додека бил војник во минатиот период, значи од пред 20 и повеќе години се враќаат слики, се враќаат реторика, се враќаат сеќавање на тој начин, значи да се потсетат граѓаните. И сега најверојатно, откако видоа дека сгрешија, веројатно имали интервенција, предпоставувам од некаде од надвор, за да се смират дека во 21. век ваква реторика е недозволена. И веројатно затоа и ретерираат. Меѓутоа факт е дека, повторувам, ДУИ прибегнува кон оваа реторика, значи за да го покрие криминалот, реков, и отпосле, откако тоа ќе се покрие, значи ќе стане тема, можеби и да ретерира. Тоа за нив не е никаков проблем и воопшто не е ни прв пат владата да заземе едни позиција, после тоа да ретерира откако ќе ја реализира целта. Како гледате на изјавата на градоначалникот на Куманово дека музеот на УЧК во село Сопот нема дозвола за градба и дека тоа е направено со самоволие од страна на лидерот на ДУИ Ахмети, а за неговата изградба дознал од медиумите и дека општината веќе вршела вонредни инспекцијски надзор на терен кој ќе треба да утврди како бил изграден комплексот и дали истиот е дивоградба. Каде беше градоначалникот и службите за време додека се градел за да реагираат, бидејќи сигурно е дека ваквиот објект не се гради преку ноќ? Пред да одговорите на ова, предлагам да ја видиме и чуеме изјавата на градоначалникот на Куманово, господин Максим Димитриевски. Нашите инспектори се на терен, се работи за село оддалечено 14 километри од Куманово, во подножјето на граничниот појас со Република Србија и таму е изградена посе дивоградба за која нема обезбедено никакви документи. Самата постапка од надлежната инспекција, тоа предпоставувам ќе го потврди и ова за мене е само уште една потврда на самовластието на ДУИ и немојшта на нивниот привезок во власта, тоа се представниците од СДСМ. Еднаш беше издаден од моја страна налог за вонреден инспекцијски надзор на лице место, излезе градежен инспектор, во присуство на други лица е утврдено дека целиот објект во кој што е организиран настанот е дивоградба, истиот е изграден на државно земјоделско земјиште. Целиот објект е дивоградба и општина Куманово нема издадено никаква документација во врска со градба на овој објект.
Од страна на надлежна инспекцијска служба е направен записник. Записникот е насочен кон енен лице, бидејќи од присутните лица таму никој не се пријавил дека е инвеститор или пак собственик на објектот. Јас слушав изјавата на градоначалникот на Куманово. Видете, јас повторно кажувам, значи на таа работа со отварањето на тој музеј, со и тие плочи ставање со големи карти, мислам дека не треба да се гледа, значи треба да се гледа исклучиво тој аспект што реков, значи покривање, значи обид за дефокус, покривање на криминалите кои што ги прават секојдневно и посебно значи криминалите кои што ги направил Бујар Османи со тоа што дозволил да се плати 3 до 4 пати поскапо изнајмување на возилата. Верувам дека тоа е идејата и тоа е целата позадина на отварањето на тој музеј. Јас не би сакал да му давам етнички предзнак на тој музеј, не сакам да влегувам во таква една дискусија, дали е потребно, дали не е потребно и така натаму. Јас мислам дека на тоа треба да му се приди исклучиво од законски аспект, дали нештото имало дозвола, дали е изградено со дозвола на градба, доколку не е направено со дозвола на градба, за градба треба да се постапи исто како со сите дивоградби, односно така како што налага законот. И тука не треба да имаме дилема околу тоа. Законот мора да важи за сите. Тоа е европска вредност, тоа е европски стандард и мислам дека така и треба да се постапи. Тоа што градоначалникот еве не знаел, неговите служби не знаеле, тука не би навлегувал, тоа си е веќе нивна надлежност, требало да знае ако не знаел. Меѓутоа прашањето тука може да се постави и кон останатите структури во државата, затоа што знаете дека таму патролира секојдневно Министерството за внатрешни работи и веројатно е дека таков еден објект, односно изградба на еден таков објект би требало да биде приметен од страна на нивните припадници. Може би прашањето треба да се насочи и кон Оливер Спасовски и така натаму, меѓутоа повторувам, да не ја разводнуваме темата, затоа што целата тема и целата ова работа е за покривање на криминалот. Многу јасни ни се на нас работиве. Реков, моментот кога ќе бидат фатени во криминал и корупција, забегуваат во шовинизам и во сепаратизам. Владеачкото мнозинство пред некој ден се обиде да го протурка предлогот на СДСМ за избор на професорката од Правниот факултет Јадранка Дабовик Анастасовска за уставен судија на местото на пензионираниот судија Јован Јосифовски, но тоа не се случи поради протиставувањето на пратениците од вашата партија ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, но им успеа следните денови. Бидејќи вие присуствувавте на таа, односно на тие седници, ќе сакате ли да ни ги кажете причините што првиот обид не им успеа и зошто од владата се брзаа да ја устоличат професорката Јадранка Дабовик Атанасовска во Уставниот суд, имајќи го во предвид фактот дека таа еден извесен период беше член на СДСМ. И од она што го видовме вие од ВМРО ДПМН имавте 3 своји предлози за ова испразнето место, барем ви дозволија ли да ги представите нивните портфолија? Да, благодарам за прашањето. Имавме точно 3 наши предлози за испразнетото место на пензионираниот веќе судија, уставен судија. Меѓутоа, нашите предлози воопшто не беа ставени на разгледување. Ние само ги предложивме, меѓутоа воопшто не беа ставени на разгледување, затоа што владеачкото мнозинство, знаете дека имаат мнозинство и тие го ставаат на гласање предлогот кој што тие си го имаат предложено и го пополнуваат местото. И практично после тоа секоја расправа за секој следен кандидат станува безпредметна. Безпредметна. И тие се свесни за тоа и затоа така го прават, ги кратат процедурите на тој начин. Значи прават преседани кои што веројатно и во иднина ќе се одбијат од глава. Јас не би сакал да биде тоа така, сакам да функционира собранието согласно деловник, меѓутоа очигледно е дека имаат притисок за тоа да го направат, за да што побрзо изберат уставен судија, односно уставна судика. Зошто? Затоа што свесни сме и тие се свесни дека заминуваат од власт, паѓаат за неколку месеци од власт. И сега која е идејата? Идејата е да се пополни Уставниот суд со партиски лојални кадри, како што е господјата, која што била
член на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно се уште е, ние не видовме нејзин демант или изјава или исписница некоја од партијата, затоа што таа господја, уставна судика што ќе биде, била советник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во градот Скопје. И сега, поставувајќи партиски структури, односно партиски лојални лица во Уставниот суд, ќе се доведеме во ситуација, односно ќе доведе државата во ситуација да после промената на власта, со носењето на реформските закони кои што планираме да ги носиме, голем дел од тие закони да или бидат поништувани, да бидат укинувани одредени одредби и така натаму и така натаму. И тоа сме го виделе ние во изминатиот период на владење на Социјалдемократскиот сојуз после нивниот пат од власт и преземањето на власта од ВМРО-ДПМН. Огромен број на закони реформски беа блокирани, беа кочени, беа укинувани, значи одредени одредби на закони. И веројатно истиот принцип на работа го планираат и токму затоа брза да постават што е можно, односно што побрзо да го допартизираат овој уставен суд кој што и веќе и така е партизиран. Ќе ве потсетам на првото место на тоа на тој уставен суд седеше една Добрила Кацарска која што знаеме сите дека ја изучуваат и на американските универзитети како лице кое што крши, односно лице кое што ги крши уставните слободи и права на граѓаните, а после тоа станала овој уставен судија, па згоре на тоа и председател на Уставниот суд и ред други сега да не ги споменам што во моментов можеби и не треба да ни бидат тема. Меѓутоа факт е дека станува збор за едно брзање за партизација на тој суд со цел да го невозможат реформскиот процес кој што после промената на власта ВМРО-ДПМН ќе го отпочне. Така, претходно спомнавте што стана со предлогот на СДСМ државниот обвинител Јовески да стане уставен судија. Реков Јовески, јавниот обвинител, државниот јавен обвинител е заштитник на криминалот на Социјалдемократскиот сојуз и на Демократската унија за интеграција и токму заради тоа тој беше предложен како уставен судија. Меѓутоа со долги дискусии од наша страна, знаете, со изнесување на сите скандали во изминатиот период кои што не се решени, а практично нема решено ниту еден голем скандал под раководството на Јовески. Мислам дека и владеачкото мнозинство свати дека нема да допуштиме Јовески да биде уставен судија. Тоа јавно го говоревме. Јовески не смее да стане уставен судија затоа што еден таков карактер кој што 9 години после тоа би седел во столчето како уставен судија и би имал целосен имунитет, мислиме дека не е добро. Мислиме дека Јовески после промената на власта треба да биде повикан на одговорност и да се види зошто ги кочал јавно обвинителните акти, зошто го крил криминалот на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз и зошто некои предмети ги одолговлекувал, односно ги држал во фјока. Или ќе почнеме со повикување на одговорност на одговорните лица, или не ја заслужуваме државата. И мислам дека тоа е правилен пристап од наша страна на ВМРО-ДПМН и на коалицијата, и така планираме да работиме после промената на власт. Уставните измени за вас од ВМРО-ДПМН се завршена работа и тука нема нејасноти. Вие останувате на ставот дека уставни измени под диктат нема да има ниту сега, ниту во иднина. А тоа е причината што оваа тема некако обледнува кај јавноста. Ваквото обледнување не го гледаат само од власта и од нивните ботови, поточно делот аналитичарите кои се блиски до власта. Те се уште ја туркаат тезата дека сепак уставните измени ќе се случат. На што ги темелат ваквите оптимистички изјави? Имаат ли некаков скриен адут или ја устоличија изјавата на Заев дека се ставил на коцка, па со блефирање се обидуваат да го компромитираат противникот? Имате ли некакви сознанија за ваквиот нивен оптимизам? Со која цел го прават тоа и како ќе ја прокоментирате изјавата на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич дека се уште имаат надеж дека уставните измени ќе се случат и дека ќе работеле до крајот на овој состав за обезбедување на 80 пратеници тоа да се случи, иако ноември е крајниот датум за сето тоа. Маричич не пропушти да ве обвини дека вие тоа го правите само
за да сте добиеле некакви политички поени. Ево да ја слушнеме и неговата изјава. Надеж секогаш има и треба да ја одржуваме, но не треба да се базира само на надеж. Ние сме во исчекување оваа недела да го видиме извештајот на Европската комисија и планот за раст. Тоа сигурно ќе се дискутира и во собранието во наредните денови и недели. Наша обврска останува донесувањето на уставните измени. Знаете, не можеме да избегаме од таа, напротив, колку и да одлагаме и да поместуваме и по изборите и по не знам кои избори, таа обврска ќе остане. Ние сметаме дека треба да се заврши што поскоро и затоа и ги ја пративме во собранието. Ќе работиме до последен ден од овој собраниски состав за обезбедување на 80 пратеници и мислам дека сите пратеници и сите пратенички групи и политички партии треба да се свесни за сопствената одговорност. Во таа насока беше и изјавата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен минатата недела, кога го посети Скопје, посети Северна Македонија и јасно кажа дека имаме перспектива да одиме напред, имаме многу добра основа за развој, планот за раст е во таа насока, скрининг процесот е на крај. Ако сакаме да продолжиме понатаму, треба да ја завршиме врската со уставните измени. Наша задача како влада, која што сме ја превземале со гласање во собранието на францускиот предлог и со заклучоците на ЕУ и во договор со Европската унија, да ги спроведеме уставните амандмани и мислам дека содржински никој не ги оспори, дури ни ВМРО ДПМН не ги оспорува, ги оспоруваат само заради своји политички поени што скапо ќе ја чини државата. Поверете. Пак, колку е важен Маричич и колку се важни веќе неговите изјави, мислам дека на сите има јасно, како снег во јуни. Толку е веќе Маричич, мислам тие се веќе завршена приказна. Нека си го погледна и рейтингот негов и нека си го погледна рейтингот и на Социјалдемократскиот сојуз и ќе свати зошто се на тоа ниво дојдени, затоа што се распродавачи на македонскиот национален идентитет и затоа што се разградувачи на македонската државност преку плячкање, преку криминал. Тој исто така треба да се запраша себе си зошто не излегува пред македонската јавност и да каже нешто за борбата со корупцијата и за невладењето на правото. Тоа е главната причина, а не да ни зборува за уставни измени, па уште и да не обвинува нас дека тоа сме го правеле од тесно партиски политички цели. Во политиката, секоја партија кога се формира доаѓа за да биде власт и да ја води државата. Очигледно е дека неговата партија кога е формирана и кога се веќе дојдени на власт, како такви, со оваа нова структура, очигледно е дека имаат промашено поентата. Тие се дојдени на власт, реков, секоја партија треба да дојде на власт за да овозможи развој и прогрес на граѓаните, подобар живот. Тие тоа не го направија. Тие имаат комплетно потфрлање во сите сектори, реков, и во здравство, и во образование, во сите сегменти, земјоделие погледнати и така натаму. Значи, немаат напредок во ниедно поле немаат напредок, а бараат од нас да правиме исчекори кои што се на штета на македонските национални интереси. Па дури не обвинуваат да сме имале одговорност. Па токму затоа што имаме одговорност пред граѓаните, токму затоа не прифаќаме уцени од Бугарија и нема да дозволиме промена на уставот под бугарски диктат. И тоа не сега и после промената на власта. Значи, додека не се сменат околностите, нема да има промена на уставот. Тоа јавно и јасно сме го кажале. Јас не знам аналитичарите за кои ме прашувате од каде ги црпат тие оптимистички ставови, не знам од каде Маричич, како вице-премиер го црпе тој оптимизам, дека ќе разговарал со некој од нас. Еве јас ви кажувам дека со никој од нас не е разговарано, тоа е најодговорно го тврдам. Со Маричич ние не сакаме воопшто да разговараме. Ви кажав и во првиот дел на интервјуто дека тој човек не заслужува да разговараме со него, затоа што тој навредува колешки, дофрла на сексистички, значи со сексистички испади, прави од нас, односно се дистанцира од нас и ние не можеме со такви ликови несериозни да разговараме. Посебно па во делот што го кажува дека ќе имало потреба за после завршувањето на скринингот и така натаму. Свесни сме ние и за скринингот, свесни сме и тие се свесни за нашите ставови. Реков, уште од минатата година, повеќе од година дена сме ги молеле да седнеме на иста маса за да најдеме заедничко решение. Тие бега и ја туркаа на сила работата. Сега како веќе доаѓа времето за избори, како се види дека на 18 август не им помина со 80 гласа
дневниот ред, тие се веќе свесни дека со нас, односно свесни се за нашата сериозност и дека ние нема да попуштиме. За прв пат кажувам, ВМРО ДПМН останува цврсто, стабилно, зборувам под ова раководство и ние нема да попуштиме. Кога зборувам, сега не сакам да фрлам и на претходните раководства некаква дамка, меѓутоа прв пат покажуваме дека ние сме сериозни и кохерентни, односно конзистентни во ставот. Нема да дозволиме тоа што се случи со Преспа и ќе останеме, реков, до крај на овие наши ставови. Председателката на Врховен суд Беса Адеми, која алармираше за политички притисоци врз судии на Врховниот суд, не се појави на состанокот на која беше поканета од страна на Судскиот совет, за да ги образложи нејзините аргументи, а причината за нејзината одлука е несоодветното поканување, додавајќи дека не се работи само за написите во медиумите, туку сериозно треба да се земаат и меѓународните извештаи кои алармираат на политички притисок врз судството. Како ќе ја прокоментирате нејзината одлука, но и изјавата на председателот на Судскиот совет Сашко Ѓеоргиев дека сите членови ја чекале, иако пред тоа таа им пратила писмо со кое им соопштила дека не доаѓа. Пред да го слушнеме вашето мислење околу ова, предлагам да ја видиме и слушнеме изјавата на председателот на Судскиот совет, господинот Ѓеоргиев. Поканата беше за денес во 11 часот. Бевме тука колегите од Судскиот совет спремни за разговор за средбата, но од страна на колешката Беса Адеми истата не се појави на закажаната средба. Воедно ни испрати писмо, кое што писмо ни кажа дека нема да дојде на оваа средба, а веќе видов дека во дел од медиумите објавена оваа содржина од писмото. Тоа е по моје видување дека нејзини лични видувања по однос на состојбите, но во секој случај морам да истакнам дека нужно и законски потребно е, значи во случајот председателката да дојде во Судскиот совет и непосредно со колегите да разговараме доколку има некакви проблеми во смисла на политички или било какви влијанија врз судиите на Врховниот суд, како што беше тоа истакнато. Повелете, господине Ковачев. Ништо ново, истото е констатирано и во извештајот на Европската комисија дека има притисоци во судството, дека нема никаков напредок во правосудството. Мене ми е жал што оваа дебата, која што треба да се одвива внатре во институциите, се одвива преку медиуми. Навистина ми е жал, затоа што, знаете, вие судството, тоа е една посебна власт која што ние не би требало, значи, да се мешаме внатре во работата на тие структури, меѓутоа како пратеници можеме да искоментираме што мислиме и каков став имаме по однос на тие прашања. Да излезе врховен судија, односно председателка на Врховен суд, со писмо до новинарите дека нема да присуствува на седница на која што била поканета од Судски совет, затоа што таа претходно јавно кажала дека имала притисоци и така натаму, и после тоа Судскиот совет да излегува дополнително на медиуми, да објаснува дека зошто таа и мислам такви работи според мене се недозволени во една сериозна демократска држава, преку медиуми да се допишуваат, веројатно можат многу лесно да се состанат, да се слушнат на телефон, да се договорат, да видат што е проблемот и така натаму, значи да седнат и да изнедат едно заедничко решение. Меѓутоа, факт е дека оваа власт на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз длабоко е навлезена во политички притисоци. Јасно е зошто тоа го прават. Свесни сме ние дека има обиди за разнебитување, односно за намалување на изборниот резултат, односно на изборната победа на ВМРО ДПМН, и тоа нема да го дозволиме. Свесни сме. Ние секако ќе победиме и секако ќе имаме огромна победа и над СДСМ и над ДУИ. Можат да прават притисоци врз врховните судии за разноразни случаи, за кои што после тоа мислат дека ќе им помогнат во намалувањето на нашиот изборен резултат, меѓутоа мислам дека тука имаат погрешна проценка,
кохезивни сме, стабилни сме, работиме на терен со граѓаните секојдневно, прибираме идеи и така натаму и мислам дека резултатот ќе биде поразителен за нив. Џабе се обидите за мешање во судството и за притисоци. Кон крајот на минатата недела, Грубина Авија Ковачевски прифати да се ревидира договорот за изградбата на автопатот Кичево-Охрид, па дури и да се раскине, но и да се побара нов изведувач. Како гледате на сето ова? Како ќе заврши судбината на овој автопат? Гледате ли дека се дотвара врата за нов скандал и можни нови злоупотреби на финансиски средства? Како ќе ја прокоментирате и изјавата на министерот за транспорт и врски Благој Бечварски, кој на една национална телевизија изјави дека автопатот почнал пред време и со многу аномалии, започнувајќи од проектирањето на овој проект, а слични изјави како во хор или како папагали дадоа и другите двајца учесници на дебатата, деканот на Градежниот факултет Горан Марковски, како и Андреја Серафимовски, представник на компаниите подизведувачи од Сдруженијето на Стопанска комора. Пред да го слушнеме вашиот став за тоа кој е виновен и каде е направена грешката, но и за една изјава на Радмила Шеќеринска која ја даде во 2020 година, предлагам да ги видиме и слушнеме овие две изјави. Се работи за проект кој што трае предолго време и проект во кој што се јавуваат голем број на проблеми и до ден денеска во самата реализација. Како влада, како одговорна влада, треба да превземеме дополнителни чекори во насока на изнаоѓање на најдобрите можни решенија за завршување на овој автопат, кој што неговата изградба трае предолго. Но во целиот овој период и не сме седеле со скрстени раце, но што станува со овој проект кој што навистина предолго трае? Можам само да истакнам дека едниот од чекорите е ревизија на целата проектна документација и таа ревизија веќе се одвива во јавното претпријатие за државни патишта. Вториот чекор кој што владата ќе го превземе е ангажирање преку надзорниот орган на ФИДИК експерт, кој што ќе ни ги посочи неколкуте сценарија. Тој експерт ја следи веќе изградбата на овој автопат, ќе биде ангажиран за да ги даде најдобрите решенија во идниот период, за да владата донесе правилна одлука и собранието секако. И третиот аспект е јавното претпријатие за државни патишта дополнително да ангажира меѓународни консултантски куќи и експерти кои што ќе направат анализа на косините кои што се дополнителен проблем, за да видиме како да ги надминеме овие проблеми. Бидејќи јасно е, ние имавме 2 дена дебата во Охрид. Сите експерти кои што беа присутни таму потенцираат дека проектот е започнат пред време на некој начин, без при тоа да има добри, силни анализи, за да може да започне да се реализира. Повторно да се работи на делницата Кичево-Охрид. Очекуваме овој автопат со целосната инфраструктура, со 9 клучки, автопат како што личи во секоја нормална држава да биде завршен до крајот на 2021 година. Ние градиме со план, не градиме на збор и не градиме со провизии. Затоа граѓаните можат тоа и денеска и во претходните наши посети на оваа траса да го видат со своји очи. Повелете, господине Ковачки. Се видеа лагите, дефинитивно излегоа сите лаги на виделина, сите ветувања, гледате дека се тотално неспособни за ништо. И министерот Бочварски и поранешната министерка, односно носителка на листа во тој период, кога е дадена таа изјава од неа. Првичниот план, ќе ве потсетам, 2019 требаше веќе автопатот да биде готов, Охрид-Кичево. Па го пролонгира, не знам, 4-5 анекси веќе мислам дека има. Дополнително ја зголемија цената на околу 300 милиони евра. И тоа се огромни пари од буџетот на Република Македонија, односно од граѓаните. Тие пари некои ќе треба да ги враќат, тие пари не се на владата. Ако премиерот Ковачевски кажуваше дека одговорен за тој проект и за реализација на тој проект, односно за возење веќе по автопатот во јануари 24 година, ќе биде министерот Благој Бочварски, овој стануваше, ќе ве потсетам, пред цела сала таму го стануваше како мало учениче. Тогаш тој не му кажа дека нема да биде завршен автопатот. Се сеќавате? А сега го слушаме дека објаснува дека имало грешки во проектот, па не знам, ќе ангажирале надворешни ревизорски куќи, па експерти, па консултанти и така натаму. Па 7 години се на власт. Што чекаа до сега? Сега на крај на мандат
да украдат уште некоја пара, уште некој анекс треба да направат. Тотална целосна неспособност. И ова не го гледаме само на овој проект. Вие имате автопат до Блаце треба да се направи 2-3 километри колку е. Тотално неспособни, 2 километри не можат да направат. Погледнете го автопатот, оној што се реновира, значи тој не треба ни да се прави, значи треба да се реновира автопатот од Петровец до Катланово, тунелот кај Велес, на тој потек. Значи, една реконструкција се прави на автопатот и таа реконструкција не се способни со години ја влечат, не можат да ја завршат, се вози по една лента. Значи, едно катастрофално потврдење на власта, катастрофално, не успева да ги сервисира потребите на граѓаните, а при тоа краде. Мислам дека за овој проект што ме прашувате за Охрид-Кичево, дека после промената на власта, ние ќе го завршиме и ќе биде апсолутно така. Почнате во време на ВМРО и завршен во време на ВМРО, затоа што во време на СДСМ ништо, една шајка не е закована. И тоа е срамно, тоа е понижувачки. Јас ќе ве потсетам и за тој проект беше дискутирано дури и во минатиот состав на парламентот, кога јас не сум бил пратеник. Меѓутоа, еве колку време помина, а нема никаков напредок. И за тоа мора да има одговорност. Не можете вие да продолжите да бидете министер или да бидете премиер за нешто што сте го ветели, а не сте го испорачале. Значи, ние мора да бидеме свесни дека покрај она одговорност што имаме, нели, за подпишување на акти и така натаму во делот на кривичната одговорност, меѓутоа политичарите треба да имаат и она морална одговорност. Ако нешто ти е дадено како задача да го направиш и ти обврска, а не си успел да го направиш, редно време е да се повлечеш и да кажеш дека не си способен тоа да го реализираш и да го направиш. На овој начин сега што го кажува и вице-премиерот Артан Груби дека ќе се раскинувале договорите, па некој ќе бил повикан на одговорност, само ќе ве потсетам, затоа што имало грешка во проектот. Токму тој Артан Груби и Ковачевски насила протуркаа закони, после подпишан договор со Бехтеленка, значи насила протуркаа закони во собранието, 5 закони, за договор во кој што нема проект за изградба на коридорот 80, да. Значи за за изградбата на тој автопат нема проект, а тука била грешка, односно во проектот. 7 години имаа можност и да имало грешка, тоа требало сега да биде отстрането. Така да тука нема оправдување, тука треба да има одговорност. Не знам, јас не сум експерт, викам, меѓутоа јас од моја гледна точка мислам дека тоа е најисправното нешто што треба да се направи. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата дека на компанијата Синохидро за градење на овој автопат им даде рок до нова година да ја завршат градбата на автопатот Кичево-Охрид? Роковите треба да се почитуваат. Јас тука немам дилема. Затоа реков 2019 требаше да се вози. Па 5 анекси направи, продолжуваа и рок, дури ги зголемуваа средствата. Се што е направено порано за граѓаните е добро. Меѓутоа, ние овде очигледно е дека доцнеме цели 4-5 години веќе со реализација на тој проект. И мислам дека не сакам сега да навлегувам, викам, не сум експерт за темата, меѓутоа, факт е дека имаме едно целосно потврдење на власта. Работава што нема време, како може да му дадат рок од 50 дена, кога треба уште 2 години да работат најмалку? Требало да размислуваат на време, значи зошто не овозможеле услови за да се заврши времето, односно да се заврши проектот на време. И веројатно дека после тоа ние, ако се случат одредени поместувања, раскинување на договори и така натаму, веројатно е дека ќе се плаќаат и одредени пенали, затоа што знаете, во сите тие договори има и заштитни клаузули, така да треба да бидат свесни дека секоја една постапка и секоја една акција има и реакција, односно има контраакција. Така да мислам дека треба да бидат свесни и за таа работа. Господине Ковачки, во наредниве минути разговоров сакаме да го продолжиме со блиц прашања и блиц одговори. Како гледате на препораките, но и на условените препораки за почеток на отворање на преговорите со Европската Унија за Украина и Молдавија, но и условената надеж за Босна и Херцеговина и за Грузија? Дали ваквата одлука на Европската Унија е политичка или тоа е поради мерит системот?
Видете, моје мислење е дека треба регионот целосно да биде интегриран, вклучувајќи и Босна и Херцеговина, затоа што ако остане една црна дупка на Балканот, тоа не е добро за сите нас, вклучително и за државите кои што граничат со неа, меѓутоа и од поширокото окружување. Јас посакувам сите држави да го следат патот на развојот и на прогресот, да застапуваме на цивилизацијски вредности, на владење на правото, на борба со корупција и така натаму. И тука очекувам дека и Босна и Херцеговина ќе ги достигне тие стандарди, кои што, за жал, ќе кажам, не се ништо подобри кај нас во нашата Македонија. За давањето односно за отпочнувањето на преговорите на државите кои што ги споменавте, Украина, Молдавија, па и Грузија, која што малку понастрана од Европската унија, која што нема граница со Европската унија, веројатно станува збор и за геополитика и тука тоа си одлука на Европската унија, ние тука немаме што многу да додадеме, ние треба да се грижиме за нашето членство, односно зошто ние не напредуваме. Добро е континентот, викам, да биде обединет, добро е да нема граници, добро е да има стандарди, меѓутоа ние треба како политичари од Македонија и луѓе кои што се платени од граѓаните да размислуваме како ние да напреднеме, односно како ние да го подобриме животот на граѓаните, да не се грижиме толку многу за тоа што е далеко од нас и за работи за кои што ние немаме па скоро и никакво влијание. Так. Како ќе ги прокоментирате изјавите на поранешната министерка за правда Рената Десковска и актуелниот министер за правда Кренар Лога поврзани со извештајот? Десковска, меѓу другото, на Facebook напиша седи КЕЦ, односно единица, извештајот на ЕУ за ненапредокот ви ја покажа вистинската, грдота слика на Дориан Греј. Не вртете го погледот од неа, а Кренар Лога и врати со следниве зборови: во темнината пишуваат законски измени, а во светлината држат предавања за правда. Пука ли тиквата меѓу СДСМ и Алијанса за албанците? За жал и двете изјави, значи и на министерката дека седи КЕЦ, дека единица е оценката и дека, после одговорот на министерот Кренар Лога дека во тајно се пишуваат измени односно во темнина се пишуваат измени на кривичниот законник, а после тоа на светлина се критикуваат работите за кои што вие директно сте одговорни. Значи, мислам дека и двете изјави се точни и тие работи излегуваат на виделина. Факт е дека нешто има во таа коалиција. Гледате дека и во измените на кривичниот законник министерот за измените беше против. Тој закон беше поднесен од неговата заменичка. Нешто што за мене е несватливо. Внимавајте, имате здрав, прав, деловно способен министер кој што не подпишува едно законско решение, тоа го прави неговата заменичка, значи без негово одобрение, и тој тоа што го прави излегува во јавност и објаснува дека бил против, а не ја санкционира заменичката министерка. А после тоа имате закон за амнестија со кој што пак неговата заменичка не се согласува, а министерот го турка насила тој закон. Законот поминува на влада, значи таму сите гласаат за, или како и да е, значи едногласно доаѓа кај нас во собрание и тука тој закон не добива поддршка. Една класична дисонантност, значи едно дисонантно однесување кон граѓаните, значи апсолутно праќаат пораки кои што немаат не одат во ист правец, се познава дека има разногласие во владата и мислам дека тоа е на штета на државата. Ако имате владата треба да има програм и по таа програма треба да работи. Меѓутоа факт е дека и Алијансата за албанците, и Социјалдемократскиот сојуз, и ДУИ премногу должат некому, значи се задолжени, имаат обврски кон некои своји доверители, условно така да ги кажам, и треба да им се реализираат нивните потреби. И сега тука е веројатно настанат проблемот. Мислам дека свесни се сите дека таа коалиција е неодржлива, дека нема напредок со неа. Правдата гледате дека воопшто не функционира. Така да, јасно е, мислам на сите им се јасни работите дека во многу брзо време ќе дојде до промена на власта и вакви дисонантни однесувања од партнерите во власта нема да има во иднина. Како гледате на одлуката на министерот за правда Кренар Лога да формира работна група од експерти за реформи во судскиот систем?
за доцнато. Уште неколку месеци имаат од власт, сега почнаа да реформираат. Мислам дека тоа е крајно неодговорно. Тие веќе треба да планираат да си ги пакуваат куферите од владата, а не да почнуваат реформи. И уште неколку месеци, 2 месеци сме пред официјално, значи, како му доаѓа, ноември, декември, јануари, веќе ако оди работата секако што треба, значи ако одиме на споени избори, значи некаде јануари, февруари веќе треба да имаме техничка влада. Така да тие министри ќе бидат во функција на реализација на изборите. Нема простор кога да се прават реформи во правосудството. Тие реформи не се прават преку ноќ, затоа што тоа е, реков, правосудството е широк поим, голем ентитет и не може на тие реформи да им се приде така на брзина, само да се направат колку да се направат за да замачкаме очи пред Европската унија. За тие реформи знаете дека и Холандија даваше пари, многу наши странски партнери даваат пари за реформа, меѓутоа видовте дека истите тие донатори се повлекуваат од тие проекти, зошто? Затоа што гледаат дека се е партизирано и се е корумпирано. Така да тоа го прави, знаеме, власта и мислам дека нема да има никакви реформи, дека ова е мачкање на очи на јавноста. Ги спомнавте изборите, како ќе ја прокоментирате изјавата на министерката за народна одбрана Славјанка Петровска дека изборите мора да бидат одвоени затоа што немало цена на демократијата? Да, реков, демократијата нема цена, посебно ако некој друг ја плаќа цената, таа цена ја плаќаат граѓаните. Мислам дека министерката за одбрана треба да биде свесна дека ако изборите не се споени, дека овозможуваат на ДУИ да имаат дури одреден период и председател на државата. Знаете, цензусот за вториот круг за излезност за председател на државата е 40%, некаде е околу 750.000 гласачи, што е многу тешко да се оствари доколку сите партии не партиципираат на изборите, односно доколку нема парламентарни избори. Мислам дека министерката тоа треба да го знае, треба да го свати, дека ако нема споен циклус на избори, значи вториот круг на председателски да биде споен со првиот, односно вториот круг на председателските да биде споен така со парламентарните избори, тогаш ние ќе се доведеме во една ситуација каде што ќе биде многу непријатна, значи за нас како држава можеме да влеземе и во криза, во еден vicious circle, како го викаат, во еден круг кој што тешко ќе најдеме излез. И затоа е потребно, викам, разум од една страна, од друга страна треба да се има во предвид и трошењето на народните пари, дека тоа чини околу 10 милиони евра плюс организација на уште еден таков циклус кога би биле одвоени. И еве, кога веќе имаме толку протести на улиците од сите граѓани, зошто тие 10 милиони да не се искористат, да речеме, за некаква помош на тие граѓани? Подобро би било да се искористи за помош, отколку да се прават два одвоени циклуси. Така едно лаичко размислување од моја страна, да кажам. Како гледате на молкот од страна на врховниот командант, председателот Стево Пендаровски, за аферата која вие ја обелоденивте со скандалот за изнуда на сексуални услуги и злоупотреба на службената позиција од страна на високи офицери во надлежност на токму на Пендаровски? Видите, срамно е за тој скандал што нема поголема заинтересираност во јавноста, затоа што станува збор за високи офицери кои што се во директна надлежност на Пендаровски, на председателот, на врховниот командант кој што еве го молчи тоа на 17 октомври го објавивме скандалот, еве го месец дена веќе ќе се наврши за неколку дена. Истиот молчи, бега, се крие, веројатно станува збор за еден уценет човек кој што приоритет му е неговиот втор мандат, не сака да влегува во конфликт со никој од политичките субјекти и мислам дека тоа е погубно за еден врховен командант. Тој треба да знае дека тие девојчиња таму што биле малтретирани и сексуално вознемирувани, дека тие девојчиња се нечии ќерки и дека тој таков пристап треба да има. Ако станува збор за врховен командант, тој е командант на сите, а не е командант само на одредена категорија на луѓе кои што тој лично ги има унапредено и ги смета за своји блиски. Мислам дека одговорност за оваа работа мора да има, кога тогаш, после промената на власта сигурно дека ќе има одговорност, меѓутоа јас не сакам до тоа да дојде, сакам сега да се истера работата до крај, затоа што
ако не се истера работата до крај, ако не се изнесат виновниците пред лицето на правдата, случајот има можност да се повторува, значи во недоглед, затоа што на тој начин, ако не превземете вие мерки и санкции против сторителите, стимулирате, значи, создавање на вакви и слични појави, односно нивно повторување. И Пендаровски за тоа треба да биде свесен, не му е прва година од мандатот, последна година од мандатот, му уште неколку месеци има, може да си го испере образот колку толку и да каже дека превземал одредени активности. Знаете дека на Запад, значи како западна цивилизацијска вредност, заштитата по тој основ, значи по однос на пол е огромна и сакам да направам една споредба во армијата на Соединетите Американски држави, доколку ваков случај би имало, мислам дека таквите луѓе ќе бидат оставени дури и без работа, а можеби ќе бидат и процесуирани на друг начин. Молкот кој Пендаровски сега го демонстрира е реакција на еден уценет човек кој што е веројатно залутен на функцијата на која што е поставен и не може да се справи со ниту еден проблем кој што е пред него. Господине Ковачки, на почетокот на нашиот разговор вечерта го спомнавте случајот со Бране Петрушевски, кој што имал некоја судска пресуда, кој што бил тужен од Мартин Костовски. Ние меѓувремено додека работим овде, зирнавме во вашиот Facebook профил, го видовме тоа, го имате постирано. Меѓутоа исто и така забележаме дека вие имате поднесена и тужба против нелегитимниот премиер Димитар Ковачевски. Ќе сакате ли за нашите слушатели и гледачи да ги прокоментирате овие два случаи? Видете, на собраниска седница од страна на нашиот колега, на мојот колега Бране Петрушевски, кон друг колега од Социјалдемократскиот сојуз, беше искажано негово мислење и став дека истиот пратеник, а истото тоа и јас сум го правил од истата говорница кон истиот пратеник, дека со тоа што подпишал, односно го објавил законот за двојазичност без подпис од председател, значи дека тоа го направил на неуставен начин и дека за таа работа ќе има одговорност. После тоа имаше објави дека истиот тој пратеник, значи во центарот на Куманово, градел одредени градби, дивоградби и така натаму, сега не знам детали од случајот, меѓутоа тоа истото беше кажано од говорница, значи нашиот колега го имаше потенцирано. Кажа дека за да гласа за уставните промени, истиот колега Мартин Костовски добил награда, односно вработување на својата сопруга во Министерството за надворешни работи кај Бујар Осман. И тоа беше кажано од говорница. И ова е прв пат во историјата на независна Македонија пратеник кој што има имунитет да биде осуден за клевета. Тоа до сега се нема случајно, значи за став и за мислење од собраниска говорница. Тоа е кршење на сите законски норми, тоа е кршење дури и на уставот, и затоа тој судија што тоа го има направено, гледам дека е магистер по занимање, значи станал и магистер дури тој судија што тоа го има направено, веројатно по правни науки, има донесена одлука која што ќе има реперкусии во иднина. Срамота е ова што се случува, значи вакви притисоци кои што ги прави Социјалдемократскиот сојуз преку судството, значи и затоа судството има 1% доверба, верувам дека веќе и под 1% е таа доверба. Меѓутоа, еве, кога веќе е така состојбата, јас имам лично поднесено против Димитар Ковачевски, против нелегитимниот премиер, кој што исто така од собраниска говорница мене ме обвинуваше и ме клеветеше, значи такви едни груби лаги и манипулации, кои што на човек може да му се згади, не сакам да ги споменувам, значи такви лаги и манипулации, затоа доби тужба и тој и неговата Социјалдемократски сојуз, значи партијата ја тужам, затоа што тие со истите лаги се служаа. Сега ќе видиме дали Димитар Ковачевски ќе се повика на имунитетот, исто како што се повика нашиот колега, меѓутоа тоа не беше уважено. Па да видиме, на 29 ноември е судењето, ве повикувам сите и новинари и граѓаните да го следите процесот. Ќе видиме, согласно одлуката на судот во Куманово, би требало истата одлука, значи судот, бидејќи станува збор за еден судски систем, една држава, да го примени истиот аршин. Очекувам дека на 29 ноември, овој месец, значи, премиерот ќе дојде и ќе посведочи, односно ќе се обиде да го докаже тоа што го кажа
за мене лично од говорница, и нема да се повика на имунитета. Доколку се повика на имунитет, судот тоа да го отфрли, затоа што веќе имаме пресуда која што не го уважува имунитетот од говорница. Така да ќе биде интересно. Господин Ковачки, пред крајов или на крајов, после минатото интервју со Бети добивме многу прашања, многумина прашање. Прашајте го господинот Ковачки зошто гледа на терасата од говорницата, а не кај соговорникот. Ние имаме слушнато зошто и причината знаевме, меѓутоа не сакавме ние да кажуваме, денес добиваме на месенџер пораки да го прашаме, па ево малку за на крајот. Зошто не гледате во соговорните, туку гледате во терасата кај новинарите? Од две причини. Првата е бон тон, не сакам да гледам во лице човек што не го познам. Значи, ова е политика, јас не ги гледам работите лично во политиката и затоа не ги гледам овие од Социјалдемократскиот сојуз. А втората причина е затоа што не сакам да ги гледам, вака да бидам брутално искрен. Затоа што не сакам да општам со луѓе кои што не мислат добро на Македонија. Ете, тие се двете причини. Благодариме. Господине Ковачки, чест и задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање, до скоро довидување. Ви благодарам за поканата, ми беше чест. Се гледам. Остануваме во контакт за следно видување. Рано е, ама нека биде среќна новата година, бидејќи до нова година не верувам дека уште еднаш ќе слушнеме, што знае човек? Господ не е мачка. Така е, никогаш не се знае што носи. За подобро. Секој добро.